Да? И толку. Значи, они сакаат да станат тоталитет, тотална власт, тоталитарен систем, тоа е врзано како што треба. Таквото, и во таа смисла да зборуваме за институции, за парламентот, тоа изгледа малку изгледа депласирано. Изгледа као да не сме од тука, па доаѓаме, анализираме, ни се смеат позади овие млади партиски активисти кои веќе научиле кај треба да звонат. Уопште институциите не ги третираат. Дали е повикот за обединување повик на некој начин да замолчат противниците, да замолчат критичарите? Нормални земји немаат никакви обединувања. Во Америка буквално очи си вадат за све и свашта, од оние либерални прашања за геј права, преку религиозните прашања, па преку тоа како се трошат парите, па војните. Они се нон-стоп војна, политичка. Да. Зошто така потреба од обединување, како да немаат сенс за критично мислење, така? Тоа е вистинско прашање. Уствари, во една мала ваква тоталитарна опција, повикот е за обединување зад постојниот лидер во основа. Како јас што мислам сите да мислат. Да, тој повикот за обединување зад постојниот лидер. Нормално, тоа е фројдовска грешка, бидејќи така интензивно повикување се они на 20 години обединување, плитка е логиката, ќе повикаме на обединување и сега ќе ги зафркнеме овие што се против нас. Не врска. И плитка е една логика на обединување која треба всушност зашто да се обединиме? Значи, да која програма се обединиме? Програма на изолирана Македонија, кого ќе обедините за тоа? Програма за ваква демократска девастација на системот, не можете никога да обедините за тоа. За вакво рушење на медиската слобода, исто така. За која економска реформа, кој бизнис, значи, независно државата тече? Нема шанси. Ништо. Према тоа, повикот е повеќе така, тоталитарен, баш онака како што прават авторитарните водачи, единство, органско единство на народот, лоцирање на предавници, победничка Македонија, славење на тоа дека сме центар на светот, а всушност ние стануваме полека последна дупка на Западниот Балкан, камоли на светот, ние дупка на Западниот Балкан. Професоре, дали ВМРО ДПМН е сепак во своето владење од 2006 наваму сепак покажа некои моменти каде што заличи на вистинска како што треба вистински да се владе одговорно, има тие отчет, има програма, потоа дава некои субвенции на земјоделци, купува автобуси, дава компјутери за деца, така натаму има некои Инвести Македонија кампањи по цел свет. Еве сега нашиот премиер сега е во Харвард клубот во Њујорк, каде што знаеме дека сите богаташи се таму членови, па има некој действие, дали сепак може да се каже дека на некои моменти они добро изработија? Па изработија добро они во делот на комунално организационито ниво на владење. Значи, имаат еден систем кој значи воена структура и газење на своето членство од аспект на дисциплина. И типот на асфалтирање улици, дисциплина околу корупцијата. Никој не смее да краде, само централата може. Значи, тој систем го стегна до крај. Злоупотреба на полицијата до крајни моменти. Значи, они владеат преку страф. Освета на тие што ќе ги напуштат жестока. Тоа се овие аоти де коалиционен партнер него го уништуваат. После ги уништуваат опозиционерите. Прво своите кои ги напуштиле. Ренегатите се најодвратни и најосветољубиви кон нив. Да не смее да се дозволи таква порака да им текне на други, да ги напуштат во нормални услови на дебат. Во тој контекст овие извинувања на Љубе Бошковски се дори жални човек да ги гледа. Тој притисок кон него е ужасен и стои на Фијат Цановски. Они го гледаат Фијат Цановски следа, ој доби дозвола за градба која беше со нас у коалиција. Сега со дозволата надвор не избега. Тоа не може да се дозволи, руши го. Ама правно, неправно, така размислуваат. До толку размислуваат. Може ќе почнат да ги бутаат со овие со Ми-24 со овие ракети. Независно, важно тој систем на одмазда зборува за една дисциплинирана војска која функционира се и тоа ги импресионира понекогаш македонците, ова шалтери, па сега црвено копче ќе му се светат, па зелено копче, па минус, па сега еден телефонски број за жалби кон сите. Тој систем на казнување. Тој е едно мазохистичко, Жижек тоа добро го анализира. Перманентно страф од казна за да системот биде добар и македонците се задоволни некој пат со тоа. Па добро, еве, видиш, сега можам кому да се жалам. Тоа што немаат пари, знаеш, и тоа што се посиромашни, и тоа што немаат демократија,
помалку ги им пречи, а тоа што еве као држава функционира, имаме еден телефон за јавување на сите проблеми што ги имаме, изгледа као да тоа функционира тој систем. И на таа ситна оперативна активност, супер активност, перманентно они нешто работат, и на додадено со големиот шлак на етнонационализмот, кој зборува дека ние сме под стален стрес, дека стално некој нас не... Погледнете го говорот на премиерот на Обединените нации. Он вели вака: нас не ни дозволува, друг не ни дозволува идентитетски да се заокружиме и да околу нашите митови. Едно. И второ, вели дека не сакаме да го монополизираме името Македонија. Прво, тоа што не сакаме да го монополизираме името Македонија, тоа е наша позиција од 91 година и тоа кого му текнува после 20 години да ја повтори, тој не знае ништо од тоа каква е нашата позиција до сега била. Значи, никогаш ние не сме сакале да го монополизираме името Македонија. И во сите предлози на Нимиц стоел член кај што го регулирал точно дека никој нема монопол на тоа. И тоа сите го викале од Глигоров навака, сите го повторувале. Меѓутоа, второ, гледайте, премиер не сме да си дозволи да каже дека неговиот народ верува митови. Не може некој друг му пречи да го формира идентитетот. Каков е тој премиер, човеч? Идентитетот не се формира поради пречки од друг. Идентитетот израз на континуиран историски процес кој завршува, се формулира глобално со државата, кога имаш своја држава, и тоа никој нема влијание надвор од народот кој го формира тој идентитет. Може некој да плаче, да не му се свиѓа, но не може да рече нас не спречуваат да го правиме тоа. Што сака да каже? Дека ние не можеме сега. Или, второ, да се обединиме околу историски митови. Кои се ти историски митови околу ние сега допрва треба да се обединуваме? Митот на Александар Македонски е октриран сега. Ако бара сега да се обединиме околу него, тоа е израз, како сакате, кој сака да му се допаѓа тоа или не, на суштествена подела кај македонците. Тоа ќе предизвика внатре подела, баш као тоа, тој мит бил некаков мит на национално обедување и на други. Грци, али и албанци се јавуваат со таква идеја. Према тоа ти нужно предизвикуваш предизвик за нив сега кога ќе ти текне тоа да го правиш. И сега, што сака да каже со таа приказна? Кој ти спори претходното идентитетско формулирање, кој ти го спори, на начин да те блокира и да ти не можеш него да го формулираш. Тоа е, не смее да си дозволи израз на инфериорност, која не смее политичар кој води нацијата да си дозволи. Од надвор некој те формулира. Во вашите колумни и интервјуа забележувам и сакам да ме поправите ако грешам, два интересни моменти. Вие прво сакате да кажете дека грците уствари не сакаат да го земат нашиот идентитет или дека не можат? Видите, они не можат, прво не можат да го земат нашиот идентитет. Со ергомнес, дали тоа сепак на некој начин? Они не сакаат, они имаат став дека нашиот идентитет не ги интересира, и тоа јавно кажува. Бугарите ги интересира нашиот идентитет. Они имаат проблем со нашиот суштенствен идентитет како македонци словени, бугарите. Грците не ги интересира што сме по... Тие не сакаат ние да го носиме името само македонци. Сега кај нив тоа индиректно се завршува со идентитетот, но они велат, вие сте посебен народ. Добро, ма кои сте прашање? Лебел. Но не треба да се викате македонци, треба да се викате некако другачи. Посебен народ сте. Бугарите велат дека ние не сме посебен народ, туку сме дел од бугарската нација. Вашиот став, професор, е дека ние можеме да се избориме да го задржиме нашиот идентитет под македонски? Да, апсолутно можеме и таа опција. И тоа за вас црвената линија, тука веќе вие лично никогаш не ви преминале низ тоа. Па тоа е веќе сите дела таа црвена линија. Тоа не е моја веќе, тоа можеби беше моја пред 5-6 години кога расправавме за тоа, кога не им беше јасно. Меѓутоа сега сите им е јасно. Јасно им е дека ние нашиот идентитет како македонци можеме да го избориме, независно што може да имаме име за меѓународна употреба, сега го имаме фиром кој биде подобро од тоа. Тоа не подразбира на ниеден начин промена на уставот и подразбира употреба на атрибутот македонски за јазикот и нацијата. Точка. Што значи дека нашиот идентитет е недопрен. Во таа смисла. Кој сака да каже поинаку, нека изложи, нека каже, видите, тоа не е така, туку нашиот идентитет ќе биде допрен и да објасни на кој начин ќе биде допрен. Сега,
владата моментално има опција за која се бори следна. Да влеземе во НАТО и ЕУ со променето име за меѓународно